Јас сум Невена Георгиевска, значи активист, граѓански активист на граѓанската иницијатива Ние сме Карпош 4, исто така сум член и на О2 коалиција. И двете здруженија се неформални граѓански иницијативи, значи не сме регистрирани. Целта беше, се здруживме заради некои активности. Во Ние сме Карпош 4, тоа беше зачувување на зеленилото во нашата населба, бидејќи беше започната постапка за носење на детален урбанистички план кој ги загрозуваше нашите паркови. Па така се организиравме една група од 20-30 поактивни членови и не го регистриравме здружението, меѓутоа делувавме 3 години веќе како Ние сме Карпош 4. Пред година и пол се наметна потребата неколку повеќе граѓански иницијативи што делувавме на градов со заедничка цел, исто зачувување на зеленилото, почист воздух, проблемите поврзани со загадувањето, така да се наметна потреба за заедничко здружување и размена на искуства, така да ја формиравме О2 коалиција, како исто едно неформално граѓанско здружение, каде ќе делуваме со заеднички сили и институционално пред се, за да смениме некои работи, значи во поглед на загадувањето, не само аеро, него и на почвата, на водите, така да имавме исто неколку активности институционални, со дописи, со акти, така да во тој поглед сме поврзани со повеќе здруженија и активно делуваме. Кои се постигнувањата на коалицијата и дали во моментов имате некакви активности? Што би рекле дека постигнавме? Лани пред изборите успеавме да направиме некој меморандум кој го подпишаа сите кандидати за градоначалници на град Скопје. Поставивме некои приоритети кои сметавме дека ќе допринесат за она кауза за која се бориме ние, значи почист град, почист воздух, почиста земја, значи не сме само концентрирани на Скопје, туку сите проблеми поврзани со загадувањето во Македонија. Освен тоа, исто се вклучивме активно и со здруженијата од Југоистокот кои ја водеа кампањата против рудниците. Значи, О2 коалиција беше исто еден дел каде учествува и во работната група. Моментално сме активни со Го сакам водно, исто сме поддржувачи на Го сакам водно. Кампањата сега што ја водиме, тоа е за запирање на трасата што е предвидена да иде на гасоводот низ водно. Така да активности има многу, се надоврзуваат, иако планираме одредени работи, некои работи се наметнуваат да доаѓаат сами по себе. Така да не сме стигнале ни да се регистрираме, нити размислуваме у тој поглед сега. Целта ни е она што е моментално проблем, да се насочиме, да се фокусираме на тоа, да најдеме некое соодветно решение, да исконтактираме со другите здруженија, да настапиме фокусирани заеднички и посилно да се стопира, да се разгледа проблемот, ако може да најдеме некое решение соодветно и во тој поглед. Како реагираат институциите, а како јавноста на вашите пораки и барања? Во почетокот бевме прифатени добро, да речеме, од новите... Беше период пред избори. Добивме значително внимание со тоа што ги подпиша меморандумите. Сметавме дека ќе имаме понатамошна комуникација. Во почетокот имавме, неколку пати се видовме со некои градоначалници. Направивме средба, меѓутоа гледаме дека треба да има постојан притисок. Значи, она што се разговара, потоа не е тек така во пракса. Бидејќи има премногу активности, а ние сме волонтери, имаме и други обврски, некако не успеваме и ние самите да биеме постојано фокусирани со сите проблеми или постојано да бидеме во општините, но гледаме колку што можеме да успееме. Исто така, значи, кога настапуваме како коалиција или како здруженија повеќе, еве сега и со Го сакам водно,
Значи, таму е носител групата Го сакам водно, меѓутоа тука се приклучија и одва коалиција, се приклучија и други поддржувачи што се долгогодишно активни. Има неколку веќе невладени организации како Екосвест, Фронт 27 се поддржувачи, така да делуваме како компактна група и веќе добивме внимание, не вклучија во работната група во владата. Пробавме да најдеме заедничко решение, меѓутоа сега за сега не. Значи, остануваме тоа да ние се атираме нашата борба и институционално, меѓутоа и со сите средства на граѓански отпор што ни ги дозволува законот. А на кој начин се залагате за социјална и еколошка правда како индивидуа и како представничка на оваа коалиција? Јас пред се сметам дека секој граѓанин треба активно да се вклучи, во смисла на тоа да ги следи работите, не да стои вон збиднувањата и да чека некој друг тоа за него да го направи. Затоа зашто како граѓани мораме пред се активни да бидеме и да се вклучиме. Од тука доаѓа од донесување на детални урбанистички планови. Значи, таму кога е периодот кога треба јавноста да се слушне, треба да бидеме гласни. Тука ние сме како и јас и другите како членови на организација веќе сме активни неколку години, ги знаеме процедурите, пробуваме да ги запознаеме и останатите граѓани дека тоа е не само право нивно, меѓутоа и должност. Затоа зашто колку посилно се слуша гласот на поединецот, на граѓанинот, толку сме и посилни, толку и повеќе респект добиваме од оние што треба да ги спроведуваат нашите барања. Исто така околу загадувањето. Значи, проблемот за загадувањето на воздухот во Скопје е толку голем што не можеме да го сведеме само на тоа дека индустријата, домаќинствата, неангажираноста и на државните институции околу инспекциите и ред други работи, значи толку е голем комплексен проблемот, меѓутоа мора секој сам да почне од себе. Значи не можеме ние да го бараме виновникот во фабриката или комшијата што гори, а јас да не гледам што оставам позади себе. Од чиста околина, од тоа дали се грижам околу мене да има хуман развој, зеленилото околу себе, како се движам на работа, дали загадувам при тоа или не. Мислам, сите тие се мали работи, меѓутоа треба да се почне од некаде. Така да би требало да даеме и пример од себе, меѓутоа и да пробаме да ги вклучиме и сите граѓани да се осетат како дел на тоа. На кој начин, според вас лично, се надобрзуваат заложбите за социјална и еколошка правда на европските вредности и антинационализмот? Не знам со антинационализмот како би го поврзала, бидејќи воздухот нема граници, дали е некој каква припадност има, верска или национална, мислам. Тука и ние не го наоѓаме кај нашиот народ што преовладуваат тие работи, некако се наметнати од самата политика, пред се национализмот, сега и социјалните прашања кај нас се доста осетливи, ранливи групи, значи кога збориме за загадувањето, да речеме, но ние отпадите каде што се горат на надвор се горат значи кабли, тоа се во главном ранлива социјална група на луѓе. Меѓутоа ние не сме против нив, ние бараме институциите да ги згрижат, затоа зашто тие луѓе од тоа незнање прво самите себе се загрозуваат и своите деца. И сето ова е и мојот поттик за започнување на цела активност е работата и каква земја и какви иднина ќе им оставиме на нашите деца. И не само тоа, него едноставно да им дадеме пример дека мораат да бидат активни и да се борат за своите права и за да подобрат на околината каде што се наоѓаат и живеат. Зашто со пасивно седење на страна и префрлање на вината на некој друг, мислам дека само си се тешиме или си наоѓаме некоја утеха за својата неактивност. Така да според мене многу работи зависат од нас и најмала активност може многу да допринесе и би требало секој колку може да се активира на некој начин. Значи, некогаш не е доволно само социјалните мрежи, споделување на ивентите кои се потребно е да се излезе на протест. Можда самиот протест нема
обично луѓето знаат да кажат џабе ќе дојдам, ништо нема се смени, или само тројца сме. Едноставно, кога доаѓам затоа зашто мене совеста така ми налага. Дека у тој момент јас треба таму да бидам. Дали сме 1, тројца, 100 или 10.000, меѓутоа мораме да почнеме од негде. Може денеска сме 100, може утре ќе бидеме 20, а може следниот пат ќе биеме 10.000. Меѓутоа мора да се почнат работите, да се придвижуваат и не би требало да се повлекуваме. Иако да речеме институциите и самите лавиринти низ кои налетуваме многу знаат да демотивираат. Мислам дека самите работи се направени така да те демотивираат, да се откажеш. Треба доста волја за да истрееш во борбата. Значи, мораш да бидеш упорен, да знаеш дека тоа го правиш со некоја цел и дека може, ако ти не успееш или за 4-5 години, некој од твојата активност ќе најде некој потик за да продолжи понатаму. Така да се надевам дека она сега во моментот што се случува, дека има придвижување и дека многу повеќе од пред 4-5 години се збори за еколошкиве проблеми, се ставаат малце на повисоко ниво. Не е моментов политиката она што треба да не преокупира, затоа зашто пред се воздухот ни е најбитен, здрава и животна околина ни е најбитна. Може би затоа зашто сме, ете така, социјално малце на пониско ниво, луѓето си ги гледаат пред се основните потреби, меѓутоа би рекла дека и воздухот не е една од основните потреби за кои мораме да воздухот, почвата, здравјето пред се.